Добар ден и добре дојдовте во Step Forward со едукативниот центар М6, подкаст во кој што разговараме за луѓе чии што знаење и вештини, но и работа го креираат денешното лидерство, меѓутоа и лидерството во иднина. Мене денеска ми е посебна чест и лично задоволство што можам да разговарам со една личност која што во својот професионален бекграунд доаѓа од заедницата од која што и јас доаѓам, а тоа се човечки ресурси. Личност која што е економист по вокација, магистер по економија, предприемништво, личност која што има интернационално искуство во работењето, во организацијски и стратешки развој на компании и работа со комплексни тимови во различни контексти. Посебно ми е задоволството што оваа личност ги руши, да кажам, предрасудите во насока на тоа дека работи во една исклучителна машка индустрија. Станува збор за една особа која што токму благодарејќи на своето работење и успешност во тој контекст се стекнува и со насловот челична. Задоволство ми е да ви ја представам на сите вас денеска генералната директорка на Max Steel АД Скопје, Марија Дуковска-Павловска. Марија, добар ден и добре дојде во овој подкаст. Ви благодарам, значи, на прекрасната најава. Ова ако беше некој јавен ивент би дала аплауз сега после ова. Дури и сама не би можела да се најавам вака добро како што ме најавивте. Ви благодарам. И јас ти благодарам, Марија. Она што е всушност наша идеја е малку да поразговараме повеќе за тоа каков беше твојот пат, да кажам, до денешнава позиција на која што се наоѓаш како генерален директор на Max Steel. Дали тој пат имаше одредени предизвици кои што стоја пред тебе? Како успеа од еден сегмент во човечки ресурси да дојдеш до позиција која што е исклучително важна и одговорна во насока на работење и повторно ја веќе кажам нешто кое што е кај нас препознато како машка индустрија, меѓутоа и каква е улогата на жените во денешното лидерство и колку ти самата во себе инвестираш во насока на собствен личен раст и развој во работењето? Вака, значи, по завршување на студии се вработив веднаш во фабрика и таму го помнам, всушност тоа ми беше првото работно искуство. Оние кои што ме знаат и приватно и професионално знаат дека не сум врзана со политички партии или во некои такви кругови, туку едноставно целиот развоен пат, мојот кариерен развоен пат бил исклучиво врз база на постигнати резултати во работењето, онаму каде што сум била, врз база на континуиран раст и развој, личен и професионален. Така да мојата кариера започна во фабрика за печатени плочи во тоа време во Орешан и беше тоа далечната 99-та година. Да после 4 години се префрлив и почнав да работам на проекти. На проекти работев генерално јавни финанси со јавни комунални предпријатија, општини, меѓутоа и организацијски и финансиски подобрувања. Тоа значи тоа беше во периодот од 2001 не подоцна најверојатно, меѓутоа до некаде 2008 година бев во континуирана работа на проекти, каде што се работи во меѓународни компании кои што имаат соодветни правила, процедури, соодветни развојни програми, така да тоа беше едно прекрасно искуство кое што ми овозможи потоа да се префрлам повторно во бизнис секторот. Значи 2008 година во банка почнав да работам во една банка каде што бев одговорна за HR и администрација комплетно. И таму бев до 2015 година, за потоа да се префрлам повторно во меѓународна компанија. Она што како одеше всушност овој кариерен развој, многу ми беше битно да идентификувам што е на што го сакам и секогаш се бев водена од тоа
што сакам да направам, која е мојата пасија, која е мојата желба, во која насока сакам јас да се развивам, како сакам мојот кариерен пат да изгледа. Така да кога достигнувам одреден максимум во одредена компанија, тоа е мислам дека што мислам дека може да се направи во тие дадени услови со тој одреден тим, тогаш размислувам што е она следно што сакам да го направам. Така да префрлувањето од финансиски сектор повторно во производство, тука ми беше предизвикот работење на регионално ниво. Значи се префрлив за да бидам регионален HR и многу ми е мило што таа компанија ми овозможи да растам, да се развивам, дополнително со текот на годините врз база на покажаните резултати добива все поголеми работни и повеќе работни обврски, да кажам, и повеќе работни властувања. И бев и менеджинг директор на фабриката тука која што е во Македонија. След промената која што потоа ја направив за во една друга индустрија, навистина представуваше еден предизвик. Не можам да кажам дека бев 100% спремна. Еве сега и од оваа перспектива, тоа е нели едно искрено кажување, бидејќи и нормално кога менуваме не можеме секогаш да знаеме со што се соочуваме, така да не бев и можеби комплетно свесна за сите оние предизвици на кои што ќе наидам, бидејќи од една страна станува збор и едното е производство и другото е производство. Но има свои специфики и заради дејноста и заради типот на вработени кои што се во самата компанија, во самата индустрија, така да секоја една работно место, секој едно работно искуство е навистина приказна за себе и благодарна сум што до сега сум успеала и го имам тоа разновидно искуство и можам многу лесно и да видам, да ги препознам, да препознам културата која што е внатре во самата организација и патерните на однесување, и тоа ми дава едно богато искуство да знам и соодветно да реагирам, да се адаптирам и да менувам. Супер. Интересна биографија, интересна историја твоја работна на различни позиции кои што сигурно бараат и различни компетенции за да може да се справиш со предизвиците во работењето. Меѓутоа што ми е мене интересно е фактот дека имаш и сериозно време поминато на работа на позиции кои што бараат управување со човечки ресурси. Ако отвориме било која книга за човечки ресурси, вели дека најважен ресурс во компанијата се човечките ресурси. Сега мене ме интересира колку од тие знаења и тие компетенции кои што преовладуваат во насока на работа со човечки ресурси, денеска се потпираш на нив во раководењето и работењето на позиција како генерален директор во Max Steel. Одлично. Ако треба да одговорам со еден збор, значи 100% се потпирам. Меѓутоа, вака да и во теоријата на менеджментот, значи на сите нивоа на менеджмент, секогаш се потребни тие вештини кои за управување и за раководење со луѓе, без разлика на кое ниво во хиерархиската структура се наоѓаме. Со тоа што, кога се оди понагоре во хиерархиска структура, во организацијска структура, секогаш овие вештини завземаат многу поголем дел отколку техничките вештини. Колку е организацијата, значи сега зборуваме за голема организација. Доколку станува збор за помала организација, секако тоа можеби пропорциите се малку и поразлични, се зависи од она нели колку луѓе, колку вработени има во таа организација. Така да во големи системи, во големи организации, движењето хиерархиски или да се биде на една повисока позиција бара многу разбирање на работење со луѓе. Пред се разбирање на структурата, тоест каква треба да биде организацијската поставеност, како треба да бидат поставени процесите, така да познавањето на процесите од човечки ресурси е само бенефит плюс во целиот тој склоп на
вештини кои што се неопходни. Така да ако треба да кажам, значи колку овие ми помогна, значи мислам дека беа клучни. Не да ми помогна, туку едноставно беа клучни заради тоа што работењето со луѓе, да кажам 90% од работата, нели, на секој еден менаџер. Значи, работењето со луѓе, разговорите со нив, поставувањето на одредени системи на перформанс, поставувањето на систем за таленти, поставување на соодветна, креирање поточно и на соодветна организацијска структура, така да тоа се вештини кои што ги имам стекнато претходно во како раководител за човечки ресурси, така да и тие се неопходни за да може да ги разберам процесите во самата организација. Супер. Како што спомна самата, на почетокот сепак се соочи со одредени предизвици во однос на повеќе можеби технички знаења во индустријата во која што сега работиш, меѓутоа и знаења кои што бараат вештина во управување со луѓе. Како беше твојот пат? Колку и можеби и тогаш, а и денеска лично инвестираш во себе развој, во учење, во осознавање на нови компетенции за да може да се справи со предизвиците на работењето во овој момент? Вака, значи, конкретно во Макстил, значи, можам да кажам, значи, многу се компетентни луѓето кои што работат во делот на производство. Тоа се вработени кои што се многу долги години таму, го знаат буквално целиот процес. И она што како што почнав, значи јас имам потполна доверба во нив и за се она што ми треба технички се консултирам со нив. Процесот го знам во генерални, нели, во генерални термс, на македонски, насоки во ред. Во генерални насоки го знам. И она за кое што се залагам и за кое што направивме една програма, тоа е една малку поширока тема, можеби во некоја друга прилика би објаснила, развивме некои програми со Технолошко-металуршки факултет и има едномесечни, 6-месечни програми специјално наменети за наши вработени, затоа што без разлика на која работна позиција работи некој, мора да го знае целокупниот процес и да има сликата, големата слика за компанијата, што работи, каков е тој процес, каде завршува крајниот производ кој што го произведува таа компанија. Така да тие технички, да кажам, скилс од една страна. Меѓутоа не застанав и со континуирано подобрување на оние други лични знаења и вештини, затоа што тоа и само тоа носи напредок и на нас како личности и како професионалци и секако влијае многу на целиот тим со кој што работиме. Велат заразно е тоа. Доколку лидерот, доколку менаџерот е во согласност со своите вредности, ставови, уверувања и работи согласно нив, тоа е заразно и се шири на целиот тим и ги инспирира и другите да постапуваат на сличен начин. Значи да предпоставам дека успеа да ги заразиш сите внатре да работат на себе едукација. Како се прифатени овие, да кажам, концепти на едукација кои што сега веќе ги имате кај вас во Макстил од страна на вработените, менаџментот и сите останати? Сакаат ли тие да бидат дел од тие процеси на едукација, ги прифаќаат ли, ја разбираат ли суштината и важноста на тие процеси? Вака, на почеток, сега ќе се навратам и на почеток на кариерата во HR, многу ме разочаруваше кога не беа сите среќни, тоест еден сака едно, друг друго и така натака. Меѓутоа научив со текот на годините, нели, дека никогаш не може на сите да се задоволат потребите и барањата, меѓутоа треба на мнозинството. Кога станува збор за обуки и едукација, да, мислам дека заразно влијав барем на дел. Не можам да кажам 100% на сите, нели би било и нескромно и нереално да кажам. Затоа што и кога одиме на некоја едукација или и некој кога ќе го слуша нашиот разговор, го зема она кое што му е потребно и го зема она кое што може да го прими во тој момент. Не можеме секогаш да ги научиме
сите околу нас. Така да среќна сум што е направен и тој, да кажам, за некого мал, за некого голем чекор, но мислам дека е битно да бидеме на прав пат и да бидат вработените на прав пат за желбата за континуирана едукација. А во кој дел и како, тоа ќе мора да биде согласно личните преференции. Така, супер. Сега, овие обуки и овие едукации кои што ги правите секако влијаат на организацијската култура внатре таму каде што работите. Не влијаат само на знаење, туку и на креирање на вредности. Сега ќе те прашам од личен аспект, сега како генерален директор на компанијава на Max Steel. Си имала ли некоја ситуација во која што си требала да донесеш некоја бизнис одлука или колку тие бизнис одлуки што ги носиш се базирани на одредени лични вредности кај тебе? Многу убаво прашање и моја омилена тема за вредности, посебно лични вредности. Вака, во рамките на, значи функционираме во рамките на борд на директори. Јас секогаш го кажувам своето мислење, дали се согласувам со нешто или не се согласувам. Тие одлуки секогаш се водени од пред се личните вредности, личниот интегритет. Секогаш може да се случи да нешто и не е согласно моите вредности, да кажеме, но доколку се донесе одлука, јас таа одлука ќе ја оправдам најмногу што можам пред сите останати. Значи одлука е одлука и нема, дискусија има пред носење на одлука. По носење на одлука нема дискусија. Кога одлуката е донесена, истата треба да се почитува, да се спроведе, да се реализира. Тука нема компромис. Меѓутоа, личните вредности се нешто што е клучно и не е едноставно да секогаш ги се останеме верни во секоја една ситуација. Тоа е можеби и многу тежок пат да секогаш се водиме од личните вредности, без разлика на средината во која што се наоѓаме. Не е едноставно, затоа што по природа како луѓе сакаме да припаѓаме во одредена средина, сакаме да чувствуваме припадност, да бидеме прифатени од групата и така натака, така да правиме и одредени адаптации. Но кај личните вредности мислам дека не треба да има никаков компромис. Супер, одлично. Кажи ми, работиш во контекст каде што секојдневно носите тешки одлуки, претпоставувам бара на вистина големо искуство и знаење да стигнете до вистинската исправната одлука која што треба да ја донесете. Од која ќе ја донесете, како што кажа, веќе влегувате само во процес на незина испорака. Колку ти исцрпува тоа и како наоѓаш начин да ја вратиш енергијата, хајде да кажам, во тие и преговори, разговори и имплементација на сите тие одлуки? Вчерашниот ден ми беше имам конкретен пример од вчера. Значи, вчерашниот ден и оваа недела прилично интензивна. Интензивна во поглед на состаноци, патувања, многу различни теми. Она не бев уморна. Не бев уморна и ми даваш истото дополнителна енергија од причина што беа продуктивни, конкретни, без политички, неко кажувам во контекст на политика за водење на држава, туку во поглед на политиканство е така, мислам дека во канцелариска терминологија можеме да го кажеме. Не беа во таа насока, туку едноставно беа конкретни и специфични. И кога имам такви активности, значи колку и да се интензивни, едноставно ми даваат и дополнителна енергија да можам да продолжам со другите активности кои што треба да ги направам. Кога се соочувам со долги средби, состаноци, безсмислени, можеби, разговори, долги, повторувања на една иста работа, се чувствувам исцрпено и многу ми е потешко потоа да се вратам во оној нормален тек. Кој е она што го правам? Значи, практикувам наутро кратка медитација.
за да си дојдам на себе. Но и истото знам да го направам не баш медитација, туку да буквално се вратам кон себе во текот на денот, доколку многу од овие активности ме оддалечат од себе. Затоа што кога сме далеко од себе и малку поразлично и размислувам и носим одлуки можеби кои што не се соодветни. Затоа практикувам да не брзам, туку едноставно да направам само секунда, степ бек, еден чекор поназад, за да видам кој треба да биде потоа чекорот напред кој што треба да се направи. Ова е многу битно време и за сите лидери. Тоа е едно и од основните правила и за продуктивност, затоа што во денешно време и сме многу бомбардирани од сите страни. И со информации, барања се добиваме. Што е оно што треба да го направиме? Да застанеме за секунда. Добро. Да видам дали е ова она кое што јас треба да го решам сега, во моментов, или е некоја незавршена работа од претходно, па сега дошло до кај мене и станала итна. Така да имањето на една таква кратка пауза, ја велам, не е тоа пауза во класична смисла на зборот, туку тоа е една во ред, сега што треба да направиме? Што е она кое што е следно? Супер. Да, хала. Еве, сите овие начини кои што ги практикуваш, јас спомна и медитацијата и слично. Дали можеби е пренагласено ако кажеме дека си жена лидер, која што работи во машка индустрија, затоа што веројатно индустриите не се делат на машки и на женски, туку и сите си имаат свој предизвици во работењето со кој што лидерот треба да се справи. Како би го дефинирала ти тој момент како те нарекуваат челичната Марија, работиш во металуршка индустрија, која што, по некоја дефиниција се уште се смета за машка индустрија, како успеваш да се справиш во тој свет на, да го употребиме уште еднаш като избор машка индустрија? Како дама? На почетокот многу не се чувствував пријатно кога кажува и кога се зборува одреден процент женски и така натака. Затоа што мислам дека на секоја работна позиција треба да биде некој согласно заслуги, не дали е машко или женско. И малку ми создаваше тоа, како да кажам, баш непријатно чувство кога ќе слушнав и кога се започна дискусијата и оние барања на корпоративно управување дека одреден процент од бордовите на јавно котираните претпријатија треба да бидат жени и така натака, и почнав да велам зошто да сме бројка, зошто да станува тоа нешто задолжително, ќе почне да има да не се гледа квалитетот, ќе почне да се гледа квантитетот, само да се пополни бројка, а нема да донесе тоа одредени бенефити. Но со инволвирањето во многу програми кои што се поврзани за поддршка на оваа тема, ми се отворија многу интересни видици и полека ми се менува ставот. Наискрено да ви кажам, од причина што имањето на различен пол во рамките на една организација дава поинаква динамика. Поинаква е динамиката кога се зборуваат само мажи, поинаква е динамиката кога зборуваат само жени, поинаку е кога е мешана група, така да мислам дека е здраво да има мешани групи, посебно на раководење на големи компании, бидејќи носат едно друго видување, една друга перспектива на работите. Колку беше лесно воопшто. Значи, не беше лесно и затоа што прво сите ние природно доаѓаме со одредени предрасуди. Мислам, не можеме колку и да кажеме, немаме и така. Значи природно е да имам одредено размислување за нешто, за некого и така. Жена, па од друга индустрија, не од тука, така да ова мислам дека беше и прв пат во историјата на Макстил да се донесе некој од надвор
меѓутоа тоа беше интенцијата на бордот на директори да направат промени и промени кои што би биле најсоодветни со носење на некој од надвор што може да донесе друг тип на искуство и знаење во рамките на компанијата. Значи ти ги сруши сите предрасуди во насока на тоа дека жените не можат успешно да се носат во така наречена машка индустрија. Кажи ми, а ги рушиш и предрасудите во насока на тоа, со оглед на тоа дека кажуваш дека не постои машко-женско лидерство, него постои лидерство. Така е. Како размислуваш во насока на една предрасуда која што вели дека жените носат одлуки со емоција за разлика од машките лидери кои што па носат одлуки повеќе со разум, можеби? Вака, ми доаѓа природно да прашам, немате емоции? Така. Многу често го слушам ова и ќе кажат многу често не можеме да носиме, не, одлуките мора да се носат да ги исклучиме емоциите. Добро, што значи тоа сега е прашањето. Јас не велам дека треба да се исклучат емоциите. Она што го велам е дека емоциите треба да се менаџираат. Не можеме, тоа е како да кажеме, добро, сега ќе зборувам, ама деснава рака ќе ставам вака позади и вака ќе зборувам само. Нели изгледа малку непријатно така и не. Емоциите се составен дел од нас. Тоа е како да исклучиме дел од нас и да кажеме, окей, сега ти вака седи Марија, ти тој дел од Марија нека седи овде и сега ќе зборуваме. Прво, нема да бидам автентична. Тоа е мој дел. Тоа е мој дел. Јас треба да го менаџирам и да го интегрирам целосно во она во кое што секојдневно работам и како ги носам одлуките и како комуницирам. Одлично, супер. Така да би кажала, менаџирање, не исклучување на емоциите. Така е, одлично. Всушност, што е твоја перцепција? Како размислуваш во насока на тоа кои се можеби најважни компетенции што треба да ги поседува еден лидер за да може да управува со вака комплексни колективи како што си ти? Како што е твојот, пардон? Мислам дека одредени, сега не размислувам како за личност, без разлика на каков тип на организација води. Супер. Она што би го кажала сега, не знам, тоа не е баш компетенција, меѓутоа мора да бидат автентични. Тоа ми е прво нешто кое што го ставам како битно за лидерите, без разлика на која компанија, без разлика на која организацијско ниво. Мора да бидат автентични. Значи, усогласеност, автентичност и интегритет. Значи, усогласеност на она што го мислам, на она што го чувствувам, на она што го зборувам и на она што го покажувам. Кога имаме таква усогласеност, луѓето тоа го препознаваат и го гледаат. Се друго изгледа неприродно, така. Да не речам, можеби некој ќе се наљути доколку не е тоа така, друго изгледа и смешно. Го гледате човекот, значи кажува не можам јас сега да ви кажувам едно, а да мислам друго, а да зборувам сосема трето, бидејќи ќе се види тоа. Ќе го видите вие, ќе го видат сите кои што го гледаат овој подкаст. Така да се биде автентичен, да си има комплетен интегритет за она што го зборувам, да и истото го правам, или како што милуваат да кажат, нели посебно големите компании, walk the talk, чи она што го зборувам, тоа и да го правам. Да се надоврзам на лидерите што треба да знаат и прават, освен автентичност и интегритетот. Голема самосвесност кај лидерите е потребна. Како беше основно правило е да се менаџираме себе си за да можеме да ги менаџираме и другите, за да можеме да ги менаџираме и останатите, да. Така да самосвесноста кај менаџерите е од клучно значење дали ќе може понатаму да работат, да се развиваат и да бидат успешни во она што го прават. Сите ние, вклучително јас имам сигурно многу blind spots, што ги велиме, но се трудам
да ги минимизирам, да кажам, да не бидат премногу blind spot. Се има, не можам, нели, не можам да се исклучам од тоа. Но барем да бидат помалку и менаџирани. Со тоа, лидерите треба да разберат колкаво е нивното влијание кое што го имаат врз тие со кои што секојдневно комуницираат, врз поширокиот тим, врз самата организација, но и врз општеството. Некако ги изгубивме тие вредности кои што се затоа што гледаме разни лидери. Се рачунаат лидери некои без тој интегритет, без таа автентичност. И она кое што го гледаат младите, може би треба да малку да почнеме да го моделираме и да им покажуваме нешто друго. Да им покажуваме едно лидерство кое што има импакт врз се она околу што го прават. Така да самосвесноста за овие работи кај лидерот, мислам дека ќе придонесат да истиот биде и поуспешен и да биде позитивен за сите оние чинители околу него. Супер, со одговоров на крајот твојот исказ веќе навлезе во моето следно прашање. Ти имаш сериозно искуство во насока на тоа дека си генерален директор, лидер во компанија. Меѓутоа, еве денеска доаѓаат нови лидери, млади лидери, па дури и поискусни лидери, кои што на свој начин некако се справуваат со таа ситуација во која што се наоѓаат. Можеш ли ти да им дадеш некаков совет? Ајде да кажам на новите лидери кои што доаѓаат, па можеби на вие кои што се веќе поискусни, за тоа како најдобро може да се справат со притисоците на таа позиција која што ги носи во различен компаниски сетинг? Еден унифициран одговор не постои. Супер. Затоа е совет. Да, еден унифициран одговор не постои. Само она што би го споделила како искуство е дека да се биде лидер е и малку да се биде и осамен. Осамени сме во рамките на компанијата. Не е тоа работна позиција, да, се дружам, комуницирам и така натака, но постојат работи кои што не можам можеби да ги споделам. Постојат работи кои што можеби и не е коректно да ги споделам. Така да она вистинска, доколку на друга работна позиција сте имале можеби повеќе, сте припаѓале и на повеќе неформални групи во рамките на компанијата, на оваа работна позиција тоа не е препорачливо. Така. Некој ќе каже да треба, меѓутоа дозирано и во одредени ситуации. Она кое што би го препорачала на сите е да пред се, за да постигнат онаа самосвест и да останат верни кон себе, да имаат некој со кој што ќе комуницираат. Во рамките на организацијата, повторно ќе кажам, оваа позиција е доста осамена. Меѓутоа, консултации, да не се плашат отворено да кажат и да го направат тоа, дека јас се консултирам со психолог, дека јас имам човек, коуч со кој што разговарам за професионални работи, имам коуч со кој што разговарам за лични работи, така да тоа се професионалци надвор од работната средина со кој што разговарам за моите секојдневни предизвици. Супер, затоа што и лидерот е човек и нему е потребна помош, така, а помошта може да ја најде во различен сегмент. Еве како што кажа и разговор можеби со психолог или со коуч, со специализирана личност која што знае да ги препознае предизвиците во работењето и да помогне, да даде некоја насока како да се справи со нив. Одлично. Спомна дека дополнителна енергијата ја црпиш и преку медитација, наоѓаш време да медитираш. Дали можеби работиш во моментов на сопствен личен развој, формално или неформално нешто? Да, континуирано. Тоа е кај мене, да кажам, во последните, не знам колку, повеќе од 15 години, во континуитет, секој викенд, секое слободно време, секое попладне, јас го искористувам да учам нешто ново.
Тоа ново ми помага и за личен развој, исто така и за професионален развој. Ќе цитирам еден обучувач и драг пријател кој што велеше: не можеме да бидеме во едно подобри, во друго полоши. Ако сме добри и ако работиме на себе, ние стануваме подобар човек, стануваме подобар партнер, стануваме подобар колега, стануваме подобар лидер. Значи, стануваме подобар и родител. Значи, тоа се многу не можеме да ги одвоиме тие работи, да бидеме ваму, еве јас работам на себе и сега ова само ќе го применам за лидерство. Не, јас тоа е истото наученото. Го применувам и во родителство, не само во лидерство. Така да во моментов следам програми, инаку доста имам едукација поврзана и со психологија, со НЛП, така да во моментов следам едукација за исто од Роберт Дилц, тоа од еден од креаторите на НЛП, неговата обука ја следам во моментов, Success Factor Modeling, така да ја започнав минатиот месец, некаде до половина на годината ќе оди, и уште една област која што во моментов интензивно ја работам и ја учам, тоа е емоционалната интелигенција. Затоа што станува се побитна и се позначајна за работењето. Супер, нема застанување тука во насока на личен развој. Да, нема застанување. Уште сосема сме на крај, би сакал само исто да те запрашам, вела дека кога некој човек ќе дојде на лидерска позиција, како генерален директор во одредена компанија, прво нешто таа позиција што му прави упат е во неговиот личен временски простор. Успеваш ли да го изменаџираш времето за себе, за своето семејство? Како тоа го правиш? Можеби по тоа прашање некој совет за лидерите? Не едноставно повторно ќе кажам, но се може да се менаџира ако добро се испланира. Тоа би го кажала ова како генерална насока. Како? Станувам многу рано, јас сум ранобудник. Станувам многу рано за да ги завршам работите кои што ми се низ дома. Како сопруга, како мајка, ги завршувам тие рано наутро. Потоа ми почнува бизнис делот, кој што каде што буквално некогаш немам време и да се слушнам со керката да видам како е, што е, каде е. Меѓутоа таков е работниот ден. И после работниот ден повторно дома со домашните обврски, кратки прошетки навечер. Наоѓаш време и за тоа. Супер. Да, мора. Тоа е време за шетање на куќето и разговор со сопругот. Така го. Значи и за него има време. Па мора да има, инаку нема да не има. Да. Супер. Марија, уште само би те запрашал, ако треба да дадеш некој совет за идните лидери, за младиве лидери, за било кој лидер, за да исчекорат напред, токму како што е насловено овој подкаст Step Forward, што би било тоа? Е вака како завршна рефлексија, твое видување, насоки, зборови? Познавајте се добро себе си. Знајте точно што е она што го сакате да го направите во животот. Поточно, знајте го барем следниот чекор. Кој ви е оној step forward што сакате да го направите. Знајте си ги личните вредности и без разлика на околностите, не правете компромис кој што ќе ви ги нарушат вашите вредности и вашиот личен интегритет. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Се надевам дека она што го слушнавте и што го разбравме во разговорот со нашата колешка лидер Марија Дуковска Павловска, навистина ќе ви биде од корист. Како што кажа и таа, направете исчекор напред, најмногу во насока на тоа да работите на сопствен личен раст и развој. Искрено и сериозно може по тоа прашање да ви помогне едукативниот центар М6 преку посета на нивните обуки и сите оние програми кои што ги имаат. Следете го овој подкаст и понатака на YouTube каналите кои што се одат преку едукативниот центар М6 и до некое следно видување ве поздравувам.